Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, драги пријатели, добре дојдовте во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. Веќе знаете, во овој период од годината, во емисијата за Универзитетот отворено ги представуваме единиците на Универзитетот во рамките на кампањата за запишување студенти во новата академска 2024-2025 година. Денеска ќе ви го представиме ветеринарниот факултет во Битола. Наш гостин е професор доктор Никола Караболовски, декан на ветеринарниот факултет. Декане, добре дојдовте во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Добар ден и добро ве најдов. Зборуваме за ветерина, за ветеринарен факултет, ветеринарни студии. Што подразбира ветерината? Ајде така ќе го почнеме овој денешен наш разговор. Оние кои што ќе се запишат и кои ќе завршат ќе бидат лекари, ќе бидат доктори, но малку поинаку. Така, значи нашето мото е едно здравје за сите. Многу кратко. Така е, нашите идни студенти ќе се здобијат со звањето доктор по ветеринарна медицина и ќе бидат, значи, одговорни не само за здравјето, како што кажав, на нашите миленици, нашите животни, туку и преку нив и преку спречување на ширење на зоонозите или грижејќи се за безбедноста на храната која конзумираме, ќе се грижат и за хуманото здравје. Значи, не се само лекари за животни, туку се грижат и за здравјето на човечката популација, да речем. Така е, мајки и во предвид фактите што предмалку ја кажав и со какви предизвици се соочува светот, почнувајќи од тамо 2000-та со птичјо грип и други зоонози, да не ги спомнувам, секако дека двете медицини се нераздвоив дел. Ветеринарниот факултет во Битола, еве да кажеме, веќе почнува да гради своја традиција. Факултет кој што редовно запишува одредена, да речеме, бројка на студенти, што значи дека младите се заинтересирани за оваа професија. Така е, прво како што кажавте во првиот дел на прашањето, ние ова година, значи, како факултет, еден скромен јубилеј, славиме 15 години, одлучуваме 15 години од нашето основање. Секоја година, да, ние сме регулирана професија, запишуваме одредена бројка на студенти која се движи меѓу 15 и 20 студенти на година. Овој број, значи, гарантира од друга страна максимална посветеност на кадарот, помали групи за работа, како на предавањето, така посебно на практичниот дел на вежбите. Во однос на просторните услови, полека и тука се екипирате, рековте 15 години веќе ќе се слават, но да се направи еден ветеринарен факултет и не е така лесно, затоа што освен лаборатории тука се потребни и за овој практичен дел и животни на кои што студентите треба да учат. Медицинските грањки, медицинските науки се скапи за студирање. И предклиничкиот дел кој бара опремени лаборатории, па и клиничкиот дел исто така. Ние максимално вложуваме. Минатите години беа години на опремување и реконструкција на целата зграда, која доби комплетно нов изглед, благодарејќи на ректоратот, на управата на универзитетот, и дел со наши сопствени средства. Располагаме со 5 лаборатории, дел од нив се добиени со проекти, меѓународни, ИПА проекти, и се со најсовремена опрема, како што е лабораторијата за млеко, хематологија, биохемија и така натаму. Понатаму имаме други лаборатории од самото основање, како што е за лабораторијата за молекуларна биологија, молекуларни испитувања, и лабораторијата за испитување на одредени заразни болести, како што е бруцелозата, која порано беше и акредитирана. Во однос на клиничкиот дел, значи ние започнавме со изведување на интервенции, меѓутоа за интерни вежби во нашата клиника,
чекат уште некои апарати за анестезија, кои планираме ова есен да ги добиеме, да ги набавиме. И со тоа ќе влеземе во процес на добивање на дозвола на акредитација, вид од Агенцијата за храна и ветерина. Рековте поголем број лаборатории и можности за изведување на клиничка настава, сето тоа максимално искористено од студентите. Со оглед на тоа што рековте дека се работи во помали групи, секој има можност да го примени своето знање и да научи нешто ново од професорите, од менторите. Така е, ние имаме среќа што сме оставани во Пелагонија, значи се уште бројот на животни е, мислам на крупните животни е голем во нашиот регион и има за наша среќа и многу современи фарми. Значи во приватниот сектор денес тлото на Пелагонија може да се најдат едни од најсовремените фарми пошироко, не само во Македонија. И тие ни ги отворат вратите, патувам благодарност. Значи нашите студенти можат да видат многу работи. И од она што значи физиологија и една современа фарма. Например, прв пат во Македонија е инсталиран робот за малзење, тој го имаме во Пелагонија, нашите студенти може да го видат и може да видат и доста патологии. Сега ќе потенцирам тука, се поголем замав зема малата пракса и е попопуларна и морам уште еден факт да потенцирам, полека и кај нас доаѓа онај европски терк на ајде во наводници женска струка станува ветерината, што ние сме тука негде 50-50. И минатата година чинам зборувавме за лабораторијата, за амбулантата, за клиниката. Рековте дека чекате уште некои апарати па да биде комплетна и да може да се стави во функција не само за студентите, да може тука да изведуваат практична работа, туку ќе се ставите на располагање и на граѓанството. Тука се мислам на оние кои што имаат миленици дома и слично. Да, тоа ќе биде дефинитивно зависност од финансите, нели? Да ние успеавме со донација да обезбедиме апарат за инхалациона анестезија, која е најсовремена и нуди многу похумани услови за успивање на животните, со мерење на сите параметри, така натаму, кој ќе добиеме ова есен, така ни е најавено, од донор, наш колега кој живее во Америка, во Соединетите американски држави. Со тоа ќе имаме наша заштеда да можеме да инвестираме во нешто друга опрема и одиме чекор понатаму. Секако, кога ќе бидеме комплетирани, ќе биде ставено во функција со одредено работно време. Таму ќе работат и студентите, подеднакво заедно со професорите? Апсолутно. Значи, сме ќе си држи универзитетски професори и асистенти. Очекуваме ова година освежување со кадар. И тоа ќе таргетираме студенти кои веќе имаат, мислам, наши завршени кадри, кои веќе имаат клиничко искуство, посебно во делот на хирургијата и интерната медицина. Во секој случај ќе се сложите дека тоа ќе значи и плюс финанси за ветеринарниот факултет? Апсолутно така е, меѓутоа за нас тоа е секундарно, најважно е праксата, ќе се подигне нивото на студирање, на практичната настава, бидејќи таму ќе има секогаш дежурни студенти, по своја волја, мислам, и ќе ги изведуваат и вежбите, како на другите постари ветеринарни факултети. Колку се студентите сега задоволни со она што можат тука да го видат и да го сработат? Мислам тука пред се во лабораториите и во амбулантата. Јас мислам дека тоа е индивидуално и кој сака и кој е решен, а ние имаме доста такви за среќа. Во генерација сигурно, неколку кои се и тој го покажала и праксата. Еве денес нашите студенти полека од цела Југозападна Македонија веќе се носители на нашата. Тоа значи дека постигнале и добри резултати како студенти и сега продолжуваат. Морам да спомнам, денес со интернетот едукацијата е далеко поедноставна. Посетата на конгреси така натаму допринесува да заокружат или да го надоградуваат своето знаење кое го стекнуваат базата кај нашите факултети. Сега пред да го завршиме овој дел од разговорот, само да кажам, минатата година разговарав со најдобрата дипломирана студентка на вашиот факултет на ветерина,
И кажа дека всушност се решила за ветерината затоа што е нивни семеен бизнис и незиниот брат завршил тука и сега таа завршува. Мислам, веќе сигурно има дипломирано, да, и незиниот татко работил како ветеринар, веќе имаат амбуланта и размислуваше барем тогаш да продолжи со студирањето некаде надвор за да се стекне со подобро образование, да се надогради практично, за да може сето тоа да го примени тука. Така е, денес студентката се наоѓа во Швајцарија. И се исполнила желба. Да, и продолжува таму, веројатно ќе работи во делот на инспекцијата на МИСО. Според моја информација, ние сме во контакт. Да, имаме повеќе такви студенти од целата република кои го продолжуваат семејната струка и бизнис. Добро, дека ќе направиме сега една музичка пауза, па ќе го продолжиме разговорот. Понатаму во втори дел разговорот ќе зборуваме малку повеќе за студиската програма која што тука се нуди. Почитувани слушатели, останете заедно со нас на 90,8 да дознаете повеќе. Пустина, чекорам на овој празен свет. Ко слушам јас само ехото на мојот глас пред себе. И затварам очи, замислувам и прашувам каде е љубовта, каде е надежта, каде е радоста. Отварам очи, гледам зрак, ме осветлува во мрак. Ме води пак, ме повикува, ме осветлува во мрак. Во тебе сум јас, во мене си ти, во тебе се гледам себе си. Во тебе сум јас, во мене си ти, во тебе се гледам себе си. Во темнина, еден чекор до преградка. Се наоѓам во илузија, во себе те чувствувам. И затварам очи, замислувам и прашувам каде е љубовта, каде е надежта, каде е радоста. Отварам очи, гледам зрак и прашувам каде е љубовта, каде е надежта, каде е радоста. Во тебе сум јас, во мене си ти, во тебе се гледам себе си. Во тебе сум јас, во мене си ти, во тебе се гледам себе си. Ја неповторно назад во програмата на Универзитетското радио УКЛО-ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Ја следите емисијата за Универзитетот отворено, а денеска тука ви го представуваме ветеринарниот факултет, единица на универзитетот. Наш гостин, деканот на факултетот, професор доктор Никола Караболовски. Дека не рековме дека сега ќе проговориме малку повеќе за студиската програма, која што ја има тука на ветеринарниот факултет. Така е, значи, минатата година нашиот факултет доби нова акредитација од Агенцијата за квалитет, односно од Одборот за акредитација, но високото образование.
Како што спомнав, ние сме регулирана професија, сега одиме со програма акредитирана со 330 кредити или 11 семестри. Тоа е оно што нашите студенти кои ќе завршат се здобиваат со звањето доктор по ветеринарна медицина, кои понатаму ќе решат да се дообразуваат, веднаш значи запишуваат докторатот директно на докторски студии по ново. Програмата е еден сублимат од сите она модерна ветерина сега која се студира од Љубљана па се Белград, околните земји, факултетите кои имаат европска акредитација и така натаму. Голем број на предмети треба да се изучуваат, меѓутоа тоа е нормално кога се знае дека се работи за една ваква струка. Да, сега со европскиот кредитацијски систем предметите се поделени за разлика од кога студиравме ние. Полагањето е по нивна желба, дали колоквијално или директно на испит, меѓутоа тоа е, како што рековте, медицина и бара малку повеќе сложување. Што се однесува до кадарот кој што е вклучен во наставата, сега велите дека очекувате и подмладување или доекипирање на кадар. Така е, веќе од формирањето до денес сите колеги се веќе во повисоки звања, еве последната колешка која беше асистент докторант, сега е веќе избрана во звање доцент, веќе не располагаме со асистенти, ние е подитно потребно освежување, свежа крв. Очекуваме ова година тоа да се случи, очекуваме да дојдат и првите согласности. По однос на кадарот, ние како и од почеток, оние што се клучни предмети, а не можеме со наш кадар да ги покриеме, ангажираме кадри или од нашето поднебје кои се избрани во наставно научно звање или изнемуваме, односно бараме услуги од професори од ветеринарно-медицинскиот факултет од Стара Загора. Соработката со нив е одлична во текот на годините. Да. Значи најмногу кои ги помогнале за темелување на нашата институција, тоа се точно нашите пријатели и колеги од ветеринарно-медицинскиот факултет од Стара Загора, Република Бугарија. Сега новиот тим ја прошири соработката со ветеринарниот факултет од Солун, од Грција, со кој имаме заеднички проекти европски. Понатаму со ветеринарниот факултет од Софија, од Нови Сад, од Тирана, Албанија и така натаму. И сега, рековте на почетокот дека сега веќе студиската програма имате нова акредитација, трае подолго, 11 семестри, што значи тоа? Тоа е последниот семестар е предвиден само за практична настава и спремање на дипломската работа. Значи дека посебно внимание се одбрнува на дипломската работа. Да ако направиме една споредба со останатите факултети. Значи, воопшто не е за споредување, например, ветеринарниот факултет со било кој друг, меѓутоа да се посвети цел семестар само на практична работа и на подготвување на дипломски труд, значи дека сепак е нешто поразлично од останатите. Така е, јас би кажал дека најголемиот дел од добро сработените дипломски работи, дипломски трудови или завршни трудови, се на ниво на едно истражување од магистратура и ние редовно по еден или два научни труда публицираме во нив. Дали во Хоризонти, во нашето списание универзитетско, или во некои други балкански списанија, меѓународни, меѓутоа. Праксата во секој случај е она што е клучно кога се работи токму за овие струки, затоа што едно е да се учи теорија, а сосема е нешто друго кога ќе се види нештото во пракса. Апсолутно, значи максимално тука посветуваме внимание. Се трудиме и со самото мое доаѓање веднаш, ќе дадам еден пример, најистакнатиот стручњак од праксата кој работи во сега професорката, значи работи во АХВ со 25 годишно искуство од ветеринарната инспекција. Ние ангажиравме по соодветните предмети на квалитет на млеко, месо и така натаму. И со тоа нашите студенти ги посетуваат сите можни индустрии за млеко, месари, контролират извозот, како од издавање на печати, подготвување на документи и да не набрајувам понатаму од посета на рибници, се она што спаѓа во
Тоа е само дел. Во однос на практичната работа, рековте дека дел од нас се изведува кај вас, мислам на ветеринарниот факултет, во лабораториите, во амбулантата, но исто, како што кажавте, нели, имате соработка и со фарми, така што можат и таму да изведуваат праксата, да видат. Така е, со крупни животни посетуваме повеќе фарми низ целиот регион тука. Значи, низ целиот регион се отварат и некои нови, има многу големи инвестиции. Прилепско, например, огромна фарма за тов, говеда за извоз. Тоа е една италијанска технологија, последна технологија, каде што има што да се види. Споменав и преѓа, имаме и други современи фарми, со сите не имаме склучено договор. Тоа е онај дел во крупната пракса, исто имаме договори со приватните клиники и амбуланти, кои полека во овој нашиот регион и во Битола веќе се услугите се подигнати на многу високо ниво. Добре, имајќи предвид дека се поголем број на граѓани се решаваат да имат свој миленик дома и тоа како има потреба од такви амбуланти. Апсолутно и добар кадар. Во секој случај, да. Добро, дека ќе направиме сега уште една музичка пауза, па ќе го привршуваме разговорот. Почитувани, бидете заедно со нас. Ти ми правиш аз да пея, ми правиш да се смеям, да бидам само потелут. Меѓу толку многу луѓе себе баш те гледам, на седно небо со тебе сум. И за тебе јас и до крај на свет би одел. И за тебе јас и по заборавам на сите кога јас те гледам, во тие очи светот е мој. Казна е да бидам далеку од тебе, мене денот тогаш ми е ноќ. И за тебе јас и до крај на свет би одел. И за тебе јас и по оган би одел. Само ти си тоа што го сакам јас. Ти ме убива со поглед, знај. Она што ми треба си ти.
Декан Караболовски е вере назад во програмата на УКЛО ФМ. Во овој дел од разговорот јас би сакала малку повеќе да проговориме за она што значи активности на студентите на ветеринарниот факултет и самиот кажавте дека благодарение на таа практична работа и изготвувањето на дипломските трудови кои што бараат истражување, голем дел од нив можеме да ги видиме и на Универзитетската студентска конференција, на последната што беше во декември во 2023 година. Чинам дека најголем број истражувачки трудови беа токму од студенти од ветеринарниот факултет на УКЛО. Така е, значи ние се трудиме како ментори, одреден број на професори, да ги ангажираме нашите студенти и да им помагаме. Ние им обезбедуваме податоци или ако се вршат лабораториски испитувања, тогаш и соодветни материјали ги ставаме во погон на оние апарати кои ги имаме за да се добијат соодветни параметри кои потоа статистички треба да се ги обработуваме и ги на крај ги публицираме со донесување на соодветен заклучок. Точно, до сега многу сме задоволни и ова година исто планираме со нови и уште поинтересни теми да се јавиме на конференцијата. Морам да кажам дека нели сите трудови кои што беа презентирани ќе излезат во зборник на трудови од Универзитетската студентска конференција, но во новото научно студентско списание Нови хоризонти влегоа оние кои што комисијата реши или одлучи дека се навистина изработени најпрофесионално, онака како што треба, вчитувајќи целата методологија за истражувачки труд. Ваш студент, негов труд практично беше објавен, се најде во списание, во Нови хоризонти. Да, точно, со мојот студент, со нашиот студент Кристијан Саламовски, изработевме еден интересен труд. Моја патесна област и на мојот докторат во Загреб беа малигните заболувања, односно нивните молекуларни патишта, кои тогаш ги истражував, па сега тој самиот изјави интерес, и јас му излегов во пресрет, направивме еден труд. Секогаш кога се работи во ветеринарната патологија на тие малигни заболувања, се прави компарација со хуманата медицина, која заради поголемите буџети е понапред и се прават тие споредби. Ние направивме точно споредба на тие туморски маркери кои се испитуваат, дали со имунохистохемиски испитувања денес најчесто, или други молекуларни испитувања, кои се сличностите и како се однесуваат конкретно, например, на тумори на дојка кај жените или на тумори на млечната жлеза кај мачки кучки, ние што испитуваме. И има доста сличности и со тоа уште еднаш кажуваме дека како модели можат да се користат, значи и полесно пристапни животните, односно се користат информации, да се црпат информации од овие молекуларни испитувања, како се однесуваат тие тумори, да се примени и кои би биле резултатите кога ќе се примени дадена биолошка терапија, нешто е сега хит во светот во онкологијата. Можев да забележам дека обработуваат области кои што вака на прв поглед не ми паднале на памет дека можат да бидат реализирани. Сакам да речем дека темите се навистина неисцрпни, меѓутоа убаво е кога ќе се види дека студентите се заинтересирани да навлезат малку подлабоко во нештата. Да, така е. Значи, добро, тука морам да потенцирам, многу зависи и од менторот, како тој е кормилар на бродот. Во секој случај многу интересни теми има, полето е огромно, јас ги повикуваме сегашните идните студенти да покажат интерес, ние ќе ги поддржиме и секако дека ќе имаме успех во новите истражувања. Ова го зборувам токму за идните студенти, за оние кои што размислуваат да се запишат тука, да знаат дека не е само теоријата, не е само она што ќе го научат, туку им се нудат и многу други можности, па еве и изработка на вакви истражувачки трудови, а исто така тука се и мобилностите кои што можат да ги користат. Така е, значи ова е една основа или почеток за она што значи понатаму аплицирање на меѓународни заеднички проекти со други институции. Она што ние сега го работиме како единица со ветеринарниот факултет од Аристотел и универзитетот во Солун,
И да се пофалам, ова година нашиот факултет доби два многу големи проекти, едниот е од Адрион групата, другиот е од ИПА, Интеррек програмата, едниот веќе за месец дена треба да започне, другиот очекуваме во текот на есента. Значи тоа е едно огромно признание за нас, бидејќи претходно ние завршивме еден успешен проект со нив и тие при новиот повик сами не побараја како партнери. Значи тоа укажува на сериозноста на тимот кој одговара на тие предизвици. Сакав да кажам, овие трудови кои почнуваат студенти да ги работите се една основа за понатаму, ако решат да се бават со научно-истражувачка работа, да можат да аплицираат и да учествуваат во проекти со нивни колеги од други земји, најчесто Западна Европа или од околината. Во однос на проектите кои што ги спомнавте, за какви проекти се станува збор сега? Значи, овде се работи за проекти за заштита на автохтони раси, Тој е продолжеток на, како што реков, проектот познат под акронима ПАПЕШЕ. Во тој случај ние работевме со колегите од Грција на истражување на нашата иднивната овца праменка, нејзини карактеристики, значи секакви од физички, анатомски, продуктивни, дури испитување на млекото. Свршеа во Грција и молекуларни испитувања на гените на ова раса на овци со цел да се заштити таа овца, бидејќи таа е можеби малку пониско продуктивна, меѓутоа е одлично со векови аклиматизирана овде, има одлично здравје. А другиот проект? Исто е ИПА Адрион, тука е веќе поголем за биодиверзитет се работи и учествуваат веќе 5 земји тука, вклучувајќи Хрватска, Италија, Грција, Србија, Македонија. Сега, за крај да кажеме дека започнавте од минатата година, чинам, и со организирање на една конференција. Да кажеме Точно, значи ние сме равноправен партнер со ветеринарната комора на Македонија и ова година втор пат во офицерскиот дом во Битола организиравме вториот семинар по ветеринарна медицина со меѓународно учество, кој беше акредитиран исто како и ланската година со 9 кредити за нашите колеги од клиничари од терен. Одлично помина целиот настан, имавме одлични предавачи од Бугарија, од Србија, практичари од нашата земја, секако наши професори исто така. И целиот настан беше збогатен и со еден голем чин во музејот на град Битола, значи беше потпишан меморандум за соработка со ветеринарната комора на Република Турција. Република Турција има 40 ветеринарни факултети, 80 милиони, нели? И тука се отвора едно ново поле, веќе имаме резултати, да кажам, 2 договори се подпишуваат за Еразмус програмата со турски факултети, ветеринарни факултети. И в година очекуваме предавачи и учесници од Република Турција на настанот, кои станува традиција, нели сега. Значи ново поле за кое што ќе можеме да информираме и малку повеќе понатаму кога ќе започне и реализацијата на тие практични, да речеме, работи меѓусебни договори. Апсолутно да, очекуваме од соработка со пријателска Турција. Размена на искуства, одлична соработка и да имаме големи придобивки. Двете страни, значи тие се многу заинтересирани за Битола, за градот на Кемоататурк и така натаму, беа презадоволни представниците на ветеринарната комора на Република Турција и нормално, како што кажав, следно очекуваме предавачи од врвните факултети во Турција да бидат наши гости до година. Сега за крај уште да слушнеме вашата порака за идните студенти ваши, но и за сегашните. Така, значи, ние како факултет, јас како декан, повикуваме сегашните матуранти, идните студенти, кои се заинтересирани за една многу благородна професија, за ветеринарната медицина, да искористат можноста што ја има, што нуди нашиот факултет, да не мора да патуваат во странство, факултетот го има тука во Битола, да искористат таа шанса да бидат своји на своето, да станат доктори по ветеринарна медицина, да работат ова, како што реков, благородна професија и да знаат дека доктор по ветеринарна медицина кој вистински си ја сака својата професија никогаш не останува без работа. Тоа го покажуваат нашите завршени 76 дипломирани студенти. Така што вратите се отворени, ние ги очекуваме како идни наши студенти.
Јас ви благодарам за разговорот, благодарам што одвоивте време да бидете гостин во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Ви посакувам пред се добро здравје и секако успешна нова академска година. Ви благодарам многу. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце и немам сила веќе да те погледнам во лице. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце, да не можам на друг да мислам освен тебе. Ти се појавуваш и се застанува, милион мисли како да те добијам. Ти се враќаш како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Бум бум бум, бум бум бум, и немам каде јас да побегнам. Ти се плашиш да ме сакаш, а сакаш да те сакам. Ме полудуваш што одиш па се враќаш. Се плашиш да ме сакаш, а сакаш љубов моја. Ништо не ми даваш, само сакаш да сум твоја. Ти се појавуваш и се застанува, милион мисли како да те добијам. Ти се враќаш како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Да побегнам. И немам каде јас да побегнам. Бум бум бум, бум бум бум, и немам каде јас да побегнам. Бум 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 бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Како бум бумеранг, бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. И тука е крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио магистер Сонја Тантарова Груеска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Разделба на усните почива, љубов во срце мир не дава. Љубовта треба да победи, светлина од гради да излези. Само љубов, љубов дај и не престанувај. Само љубов, љубов дај, ова нема да е крај. Само љубов, љубов дај и не престанувај. Само љубов, љубов дај, ова нема да е крај. Само љубов, љубов дај и не престанувај. Само љубов, љубов дај, ова нема да е крај.
Samo ljubav, ljubav daj, ova nema da je kraj. Samo ljubav, ljubav daj i ne prestanuvaj. Samo ljubav, ljubav daj, ova nema da je kraj. Samo ljubav daj. Ne prestanuvaj. Samo ljubav, ljubav daj i ne prestanuvaj. Samo ljubav, ljubav daj, ova nema da je kraj. Samo ljubav, ljubav daj i ne prestanuvaj. Samo ljubav, ljubav daj, ova nema da je kraj. Uklo FM, Bitola, juni 2024 godina. 24 časa sekoj ден на 90,8. Uklo FM, Bitola. Избери квалитет. Избери традиција. Избери го Укло. И слушај Укло FM Битола 90,8 МГц.